Основно е да обезбедиме стабилно финансирање на општините, што подразбира дека процесот на децентрализација на власта мора да продолжи и во делот на преземање ингеренции, но многу повеќе и во делот на фискалната децентрализација. Владата ќе мора да се откаже од централизирање на парите исклучиво во буџетот на државата и ќе мора да ги распредели на општините. Ова денеска го изјави скопскиот градоначалник и председател на ЗЕЛС Петре Шилегов по обраќањето на конференцијата Градовите како двигатели на економскиот раст Визија 2030, што е дел од вториот ден од 14-тото Генерално собрание на НАЛАС, мрежата на здруженија на локалните власти од Југоисточна Европа. Шилегов рече дека целта е градовите да се направат одржливи, да се поттикне процесот на дигитализација, да се разменат искуства и да се дојде до поквалитетен живот. Според него, поквалитетен живот меѓу другото подразбира дека треба да има профити за секој граѓанин. Организацијата на градовите, како што рече, треба да биде насочена кон овозможување економски развој на градот и на граѓаните, а се разбира дека во тој процес ќе учествуваат фирми и правни лица. Според статистичките податоци, во градовите живее половина од населението во светот, а до 2050 година се прогнозира дека градовите ќе бидат дом на 2/3 од вкупното население. Брзото ширење на населението представува голем предизвик за градовите и за властите, но и за бизнисот и за граѓаните.